Ке зборуваме за еден горлив проблем кој што сите не тангира, а кој што пак е поврзан со нашиот карактер, изградбата на карактерот, победата над гревот. И добро ќе беше да можев да прикажам едно видео, исто така како илустрација во оваа прилика, меѓутоа не беше, сватив дека не беше соодветно за во црква, бидејќи станува збор за бушманите, а тие се повише соблечени отколку облечени, па така да не беше баш прикладно да го прикажам. Инаку, може би сте го виделе некојаш, интересно е, кратко видео, 2-3 минути, се случува таму некаде во пустините во Намибија, каде што, знаете, тие живеат таму во јужниот дел од Африка, Замбија, Зимбабве, Ботсвана, Ангола, Намибија. Поготово Намибија и тие пустини во Намибија, каде што наистина е уметност да дојдете до вода. Меѓутоа тие, пошто со генерации живеат таму и знаат како, и една од тактиките кои што ја користат, за да најдат вода, ја користат павијан, еден вид на мајмун. И што прават? Значи, на видеото се гледа како, тоа е дали мравјалник или како, дали термитик, што го прават тоа, као купола, вака едно високо од земја. И овој бушманот копа таму, ке искупа една као дупка и става во неа, во случајов се велеше дека става семки од дива диња, додека павијанот тука негде во близина радознало гледа. И ке ги стави семките и ке се тргне настрана и гледа што се случува. И сега павијанот на почетокот како да не е заинтересиран, така се однесува, но кратко после тоа ке дојде и ке вовлече раката и ке изграба семките и не може да ја извади сега раката. Вака, нели, со, како што му се стегна, тупаница стегната. И притрчува бушманот, го фаќа и го врзува и откако ќе биде врзан, тој ја пушта раката. Мислам, ете, тоа е мајмун. И ја би рекол уште еден доказ дека не потекнува мајмуни. Како и да е, и го врзува тука за едно дрво и сега следи следната етапа, да кажем, од целата таа негова тактика, му става неколку грудки на сол, тука врзан павијанот. И тој ќе ја изеде солта, затоа што нели ретко и се наоѓа таму, во пустината, и веќе наредното утро павијанот е жеден, прежеден. И го пушта, павијанот трча и овој по него, и каде оди? Точно до извор на вода. Во случајот беше една пештера, долу внатре во пештерата, огромна количина на вода. Видите како, значи, бушманот се служи преку, на овој начин, значи, за да дојде до вода. Но, битно во оваа илустрација ми е павијанот. И таа негова радозналост и дрчност, би рекол, да види што има внатре и ги граба тие семки и никако не му текнува да ги пушти за да се ослободи. Значи, бива фатен од бушманот само заради таа негова дрчност и радозналост. Дали нас ѓаволот многу често знае да не фати заради нашата дрчност, односно паѓање на апетитот. Значи, станува збор за апетитот. Ке зборуваме за апетитот, проблемот наречен апетит, кој што навистина е голем проблем. И само на почетокот би прочитал еден дел од цитат од Елен Вајт, кој што гласи вака: колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. Тоа е Божиот пророк. Видела се пред време. Зошто? Што подразбира ова? Зошто, колку што се доближуваме до крајот на времето, сатанските искушенија да попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни? Знаете, денешната прехранбена индустрија си има своја агенда.
денеска ништо друго не е битно, само парите се битни. Посебно за тие компании кои што произведуваат храна и колку е тоа храна е прашање. И поради тоа тие ги користат следниве тактики. Некој Бушманот, да кажеме, во илустрацијата. Прво, храната мора да е вкусна. Нормално, кој би купил нешто што не е вкусно. Второ, чинењето, односно колку чини тој производ, таа храна, мора да е соодветна цена, значи достапна, колку што е можно подостапна. Трето, прикладност. Знаете, денеска на тој производ, што мислам под ова, денеска не е како порано кога пред се жените имаа време, односно беа повеќе домакинки, па готвеа дома. Сега го немате веќе тоа. Сите се на работа, сите некаде трчаат и многу е згодно, и мене, јас кога ќе дојдам тука, на неколку дена да отидам да тркнам и да си купам сготвена храна, или пак било каква храна која што е згодно спакувана и згодна, да речеме, конзерва или било што, не користам, тоа избегавам, меѓутоа луѓето користат. Ќе подгреат 2 минути, 3 минути, 5 минути, готова храна. Значи, прикладна да биде, згодна, погодно спакувано. И четврта тактика, ова е исто многу битна и може да се примети, конфузија во јавноста. Се прави намерно конфузија. Значи, пример, вие сите знаете, уште од времето, кога бевме ние помлади, па и денеска одат тие реклами на телевизија. Како дете пие млеко и како во позадина се вели дека млекото е богато со калциум и дека е погодно за развој на коските, на целиот организам на тоа дете и така натаму. А од друга страна ќе слушнете поинаква информација за млекото и, знаете, тоа делува конфузно. Меѓутоа тоа намерно е направено, затоа што грешната човечка природа е таква, ќе посегне по на првото, мислам. А и рекламите се посебно направени, затоа и посебно ќе стане збор, за да ве примами. И добро, во случајот го спомнав млекото, меѓутоа имате X такви примери. И да ја видиме сега поврзаноста. Прашањето се наметнува дали има поврзаност на она што го јадеме и на борбата со апетитот, со изградбата на нашиот карактер и со нашата вечна судбина. Вели во еден цитат Елен Вајт од Божјата чудесна милост, тоа е исто книга сутрински стихови, собрани стихови, компилација. На луѓето треба постојано да им се истакнува дека вистинската рамнотежа на умните и морални сили во голема мерка зависи од добрата состојба на нашето тело. Сите наркотици и неприродни стимуланси кои ја ослабнуваат и унижуваат телесната природа, се стремат да ги намалат и силите на умот и моралот. И сега внимавајте, во темелите на моралната изопаченост на светот лежи токму неумереноста. Неумереноста е темелот на моралната изопаченост во светот. Со попуштањето на изопачениот апетит, човекот ја губи силата да му се спротистави на искушението. Во процесот на откупување, одрекувањето од апетитот била првата Христова задача. И зарем не е така? Што гледаме при оние 3 искушенија во пустината? Првото искушение било баш на апетитот и тоа, како да кажам, екстра силно искушение, нешто што со кое што ѓаволот од нас не би не искушал. Меѓутоа, знаејќи дека Исус ги поседува тие божествени моки, па го искушал на тоа да направи од камењата леп. Но Исус го совладал тоа искушение. Не случајно од тука почнува неговата борба. Затоа што знаеме, нели, Адам и Ева на што паднале? Таа радозналост кај Ева пред се, како кај овој павијан, нели? И желбата да посегне по она забранетото.
Видите го овој цитат од Совети за живот и исхрана, познатата книга. Постојат само малкумина, внимавајте, постојат само малкумина кои се имаат разбудено доволно да сватат колку многу нивните навики во исхраната влијаат на нивното здравје. И не само на здравјето. Пазите, ние тука сме склони да застанеме и да кажеме, па да, ете, Господ ни дал здравствена реформа и совети за исхраната заради да си го чуваме здравјето. Тоа е едно, и исто така многу битно. Знаеме да кажеме, здравјето е нешто најбитно, значи, поготово човек кој ќе го изгуби. Значи, малкумени се оние кои што сваќаат и се разбудени доволно да сватат колку многу нивните навики во исхраната влијаат на нивното здравје, нивниот карактер, нивната корисност во овој свет и на нивната вечна судбина. Божиот пророк вели дека малкумина се оние кои што се свесни за ова, дека она што се јаде, самата исхрана влија и на здравието, и на карактерот, и на вечната судбина, нашето спасение. Значи, дали ќе бидеме поразени од апетитот или ќе победиме, од тоа зависи нашата вечна судбина. Уште еден цитат, цитатот кој што на почетокот го прочитав, но сега малку во проширена форма. Мислам дека и претходно го читавме во еден контекст. Силата која што го контролира апетитот ќе ја потврди пропаста на илјадници, кои доколку беа победници во тоа искушение, би можеле да стекнат морална сила со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. Или јас во скратена форма овој цитат вака го цитирам, значи, ако не го победиме апетитот, тогаш не можеме ништо друго да победиме. Тоа го вели со други зборови, Елен Вајт. Меѓутоа, оние кои му робуваат на апетитот, нема да успеат во усовршувањето на христијанскиот карактер. Колку и да силно да звучи, ова се зборови на Божиот пророк. И потоа продолжува и вели, постојаното човеково престапување во текот на 6000 години има донесено болести, страдања и смрт како плод. Колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот, ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. И за тоа ќе стане збор малку подолу. Што прават сите тие компании што произведуваат, можам да кажам така наречена храна, затоа што се што е преработено многу малку може да се нарече храна, се со цел да дојдат до пари, значи да се збогатат. Баш ги гаеле нив за нашето здравје. И сега мора да напоменеме дека има разлика од глад и од апетит. Иако апетитот, нели, го користиме сега во контекст на исхрана, меѓутоа апетит може да има човек за било што. Глад, кој чувствувате глад, тоа е потреба за храна. Значи, се случуваат хемиски промени во организмот, во телото, паѓа гликозата, нели, кој што е главното, основното гориво на телото, се праќа порака до мозокот преку одредени хормони, ќе ги спомнеме подолу, и ние чувствуваме потреба да јадеме. Сега, апетитот за разлика од гладот нема врска со ова, погоре што го кажавме. Апетитот е кога посакувате да јадете нешто одредено, нешто што ви е сладко, нешто што ви е примамливо, кој што може и да е хранливо, до некаде може и да не е. И ми се јаде некојаш кој ќе кажете тоа и тоа. А може и да не сте гладни, меѓутоа тоа е таа желба. Значи, јадеме од сосема други причини, не за да ги задоволиме потребите на телото, за негово функционирање. Туку сетилата, тука се уклучени, че изгледа убаво, мириса убаво и така натаму и така натаму. Значи, треба да јадеме заради потреба да го нахраниме телото и заради енергијата која што е потребна на тоа тело, за здравје, за сила, за издржливост и така натаму. А не за она што го посекуваме, значи физичка зависност од одредена храна. Тоа е апетитот, тоа е проблемот. Може би ќе примеме некоја енергија, но тоа води кон слабење на организмот, а не кон јакнење, кон давање на соодветна енергија и издржливост. Знаете, обично
оние така наречени празни калории, што ги викаат. Ки ги примете, ки ви дадат некој буст, што викаат, енергија. Ама после тоа веднаш паѓа нивото на гликоза во крвта и вашето тело уште послабо. Значи немате онаа енергија која што е потребна на телото за да тоа биде здраво и издржливо. Некои може би јадат за да се смират, за да се утешат. Некои јадат заради друштво, заради дружба. Сега при ова не мислам, знаете, обично секојаш е подобро да се јаде во друштво. Ама кога збориме за ручек, да речеме обичен оброк, меѓутоа знаат луѓето, посебно и младите денеска, да се соберат и онака, да во друштво да јадат, да пијат и така натаму нешто што и не е многу за храна. Значи, тоа е заради задоволство. Многу поразлично од она кога чувствувате глад. Значи, кога ви е празен стомакот, телото реагира. И сега, како сето тоа функционира? Значи, пораката за глад стига до хипоталамусот. Интересно, сега каде е центарот на апетитот и гладта? Повторно во тој лимбичен систем, таа пониска природа или подсвесниот дел од мозокот. И еден хормон кој што се вика грелин, кој се лачи во горниот дел на желудникот, е тој кој што го алармира хипоталамусот. Се лачи кога стомакот е празен, зато нели во горниот дел, значи кога ќе се испразни стомакот и веднаш се лачи тој хормон, реагира и праќа порака, гладен сум. А има и еден друг хормон што се нарекува лептин, кој што се лачи кога сте сити и кој што на некој начин вели доста. И праќа, значи, сигнал повторно до хипоталамусот и вели толку е доста. Треба да престанеш да јадеш. Сега, гледате како е тоа поврзано со хормоните до хипоталамусот. Меѓутоа, хипоталамусот не е оној кој што треба да го контролира сето тоа. Туку нашиот разум, повисоката природа. И тука е таа борба, значи како со сите страсти, желби и со апетитот. Значи, може хипоталамусот, односно тој глад кога ви се јавува и да ви рече таа пониска природа, сега негде, може би сте по пат, не знам, мене ми се случува, некојаш наутро, одам на автобуска и знам и да не доручкувам, некои активности, ваму таму на брзина излегувам и за жал таму нема банани или не знам, нешто по-здраво, па сникерс или нешто такво. Меѓутоа, разумот може да рече јаболко или банана. Сега многу покорисно ова второ. Меѓутоа, тоа е таа борба, тоа е таа секојдневна борба што ја имаме. Или не знам, во ова летно жешко време, сладолед. Да ви кажам, кога станува збор за трансмастите, ги нема нигде повеќе отколку во сладоледот. Трансмасти колку сакат име во сладолед. А тие се најлошите кои што може да ги блокираат, протокот на крвта, значи да создадат, не дај Боже, понатаму тромб и така натаму и така натаму. И удар, и не дај Боже, значи фатално да сето тоа заврши. Значи, центарот на апетитот се наоѓа во лимбичниот систем. И знаете, кога јадете нешто, и тука и тоа допаминот, лачењето на допаминот, хормонот на задоволство. И сега да се подсетиме малку на порано што зборувавме, дека лимбичниот систем, како што спомнав, е делот кој што спаја во подсвеста. Сега, што мислите, таа прехрамбена индустрија, за да има добивка, за да си добива пари, каде би делувала највеќе? Па токму на подсвеста, на тој дел. Но да се подсетиме на тој подсвесен дел од мозокот како функционираше. Подсвеста не пресудува воопшто. За неја се што ќе се каже е факт. Затоа и така делуваат тие реклами. Еднаш, сеќавам, брат Данил рече, поефикасна е рекламата на Фейсбук. Тоа кога станува збор за пластика, може би, Меѓутоа, и како се мокни тие кратки реклами, тие ситни секвенци на тоа видео кој што го гледате, па и соодветна музика, некоја певлива, интересна музика, која што многу лесно ви влегува во подсвеста за да ве натера за да одите да купите. Значи, тоа е се
многу добро направено, со цел. Тоа го прават луѓе кои што многу добро знаат како функционира човечкиот мозок. На крајот на криштата и, може да кажеме, непријателот стои за сето тоа. А нивната желба за богатење. Значи, не пресудува ништо. За неа се што ќе се каже е факт. Таа не може да разликува што е добро, што зло. Подсвеста. Се прима и сваќа буквално. И никогаш не вели не. Затоа таргетот е тука. Подсвеста, подсвестниот дел. Повторно лимбичниот систем. Знаете, некој сум се прашал, зашто бе толку највеќе се рекламира, значи, од како знам за себе Кока-кола постојано се рекламира. А немате поима колку заработува таа компанија на годишно ниво. Читав некои бројки, меѓутоа не се ни битни за нас. Огромни пари се вртат. А баш кај што е направена така за да станете зависни од неа. Со тој кофеин и сите тие работи, хемија, сета таа хемија што ја ставаат. Ќе кажам пример со, може би сте пробале, веројатно сте пробале, Орео колачињата. Орео, да. Баш вчера, пазарувајќи во Кам, ги видов, така изгледа, као спакувани, може 2-3 пакувано во едно, оригинал пишува. Потрошени се милиони долари за да се дотера вкусот на тоа едно колач. За да биде примамливо, за да биде вкусно и да ве тера потоа пак да земете. Обично, за да станете зависни од некоја храна, се прави размер 50-50, масти и шекер да биде. 50 масти, 50 шекер, 50%. Во рецептот кај овие Орео колачиња покрај мноштвото на вештачки бои, имате 23 стимуланси на апетит. 23 дори, замислите. Значи, тоа е хемија. Тоа се субстанции кои што се ставаат за да ве натераат прво да не знаете колку е доста кој ќе почнете да јадете, а потоа да ве натераат утре пак да одите и да купите. Сте слушнале, нели, за екситотоксините? Сме зборувале некојаш порано. Екситотоксини. Зашто се викаат ексито, од англискиот excite, возбуда предизвикува? Но ги возбудуваат клетките за да подосна во мозокот, за да подосна предизвикаат нивно изумирање. Мононатриум глутаминатот, само да спомнам за него. Како делува? Ве тера да мислиш, дека храната што јадеш е хранлива, дека е окей, не знаеш да застанеш. Зошто? Затоа што делува на лептинот, на тој хормон. Односно, ги уништува невроните во хипоталамусот и го ослабнува делувањето на лептинот. И лептинот не се лачи доволно и не вика доста. Не знаете колку ви е доста. А мононатриум глутаминатот го има во секоја фастфуд храна и не само таму. Знам на времето кој ги кажав овие информации на сестра Ангја и кој реков дека вака лошо делува на мозокот и таа ми рече баш онака не можам да заборавам тоа, затоа ја почнав у последно време да заборавам. Ангја кој што имаше така богато и добро памтење до самата смрт што се вели. Зошто? Затоа што сум бил често пати на ручек и неа, па знаеше да направи супа пред ручек, мислам имаше супа, а супа од оние готовите. И кој реков дека тие супи се изобилува со мононатриум глутаминат и ми рече да ми најдеш некој кој што нема. Верувате, барав во Тинекс, не знам, цело време се вртев, не можев да најдам ни една супа без мононатриум глутаминат. Не постои буквално. Па не чипсови, па не такви работи, го имате во изобилие. Освен, ние и таа ја користиме она вегета од Виталија, кој што не содржи, а сега има и онај зачин К+, како го викаат, од храна и вино, нели, исто и тој не содржи мононатриум глутаминат. Страшно, каква хемија и што се става. Да спомнам само неколку збора за шекерот, мислев порано да завршам
ама, окей, не е проблем, саботата е при крај. Шекерот. Ако има некоја дрога, да кажам така, под наводници, меѓутоа и во суштина е дрога, во која што најголем процент од населението на земјата се зависни, тоа се зависни од шекер. Видете го процентот на користење на шекер. Во 1700 година по 2 кила на годишно ниво користел човек шекер. Може да замислите 2 кила колку е од денешна перспектива гледано. 2 кила шекер на годишно ниво. Ништо. 1800-та 8 килограми на годишно ниво. И сега 1900-тите години, кога нели се случува една индустријска револуција почнува, се зголемува на 40 килограми на годишно ниво. А денеска е 250 грама на ден. 250 грама шекер на ден, значи на 4 дена кило. Парачунете вие сега кога. И пазите сега, тој шекер, знаете како делува на допаминот, на оној хормон на задоволство. И ќе си речете, па добро, ако толку е добар, денеска би требало да бидат луѓето најсрекни. А напротив имате сега највеќе депресивни луѓе, депримирани и така натаму. Анксиозности, еден куп проблеми здравствени. Зошто? Па, објаснувавме порано како, значи, тоа нагло скокање допаминот, односно, значи, внесување на шекер, или, тоа спомнавме кокаин, потоа, нагло паѓа, па му треба 7 дена да се нормализира на тој допамин. И при нагло скокање допаминот се затвараат тие рецептори кај невроните за да го примат тој допамин. И вие не можете да примите доволно, значи не може да се дојде до нормализирање на допаминот и затоа имате депримираност, депресија и така натаму. Спротивен ефект од она што би требало да се очекува. Според некои најнови истражувања се вели дека тој скок на шекерот, еден скок на шекерот во крвта може дури 2 недели да ви ја промени ДНК-та, замислите. Дури до таму одат некои истражувања. Во опит со глувци докажано дека глувците повеќе тргнале по шекерот отколку по кокаинот. Подобра дрога им бил шекерот отколку кокаинот. А каков страшен проблем имаме, значи, исто со шекерот? Секој од нас, нели, знае. Делува страшно и на нашата самоконтрола. Јас баш денеска, односно, од вчера па и денеска ги обновив тие некои информации што ги слушнав. Живееме, значи, во страшно време. Значи, такви нагли промени се имаат случајно. Ја во мое време, ја не знаев за аутизам. Ја не сум слушнал, значи, не знаев за... Имате сега епидемија од аутизам. Слушнав некои податоци, што се податоци за Америка, во 2010 година, едно дете на 110 заболувало од аутизам. Денеска знаете кој е процентот? 1 на 59. Ако оди со тоа темпо, за 10 години секој е второ, може би ќе се раѓа со аутизам. Тоа е страшно, имам пријател во Штип, евангелист бивши, кој што понекогаш доаѓа таму во црквата во Штип, поготово на тие некои предавања кои ги имаше во текот на неделата за здрава исхрана, па така и се запознав со него, двете деца му се од аутизам. И двете деца. Страшен е тој живот неговиот. Неговата жена нема време, не може да се зафати со било каква работа или некоја активност во текот на денот. Постојано е, он работи, а она е постојано со децата. Има некој центар таму отворија во Штип, меѓутоа страшно е, наистина страшно. Потоа некои други податоци кои што ги слушнав за, значи тоа се пазите болести кои што се поврзани све со мозокот. Живееме во последно време кај што ѓаволот многу добро знае дека треба да се носи одлука и тој гледа да го уништи мозокот пред се. Деменцијата. Според некои истражувања се мисли дека во наредниот период, но за многу кратко, 9 од 10 возрастни луѓе може да ги зафти деменција. Во Америка, зборам за Соединетите Американски држави. 9 од 10. Алцхаймер. 6-та болест
по смртност, мислам, што донесува смртност во Америка станува веќе, ќе качува нагоре. Тоа се болести поврзани со умот. Страшно. И тоа нагло и нагло се појавува. Јас се сеќавам на цитати од Елен Вајт, кај што таа вели во последно време ќе се јавуваат нови болести. И исто така истакнува дека во пораз ќе бидат психичките оболувања меѓу луѓето. Тоа сето тоа го гледаме околу нас. Се остварува. Значи, затоа е страшно денеска човек да се избори против апетитот, затоа што имаме организиран напад врз луѓето. Врз умот. Видите го овој текст што го најдов на интернет. Адитиви, токсини и други отрови од храната буквално ја менуваат хемијата на мозокот за да создадат послушност и апатија. Откриено дека флуорот во водата за пиење ја намалува интелигенцијата. Аспартамот и мононатриум глутаминатот, значи аспартамот е исто еден екситотоксин, аспартамот и мононатриум глутаминатот се екситотоксини кои ги возбудуваат клетките во мозокот се додека не изумрат истите клетки. Лесниот приод до брза храна која ги содржи овие отрови создаде популација која има недостиг на фокус и мотивација. Внимавајте, цело време во оваа серија зборуваме за тоа дека Господ сака да се фокусираме на Христа, да се фокусираме на Неговото Слово. Словото е Христос. А ѓаволот сака да не дефокусира, значи преку исхраната и преку тие отрови и адитиви вели создава популација која има недостиг на фокус и мотивација за секој тип на активен начин на живот. Ите денеска зборувавме нели за активен христијански живот, тоа подразбира да сме меѓу луѓето, да им помагаме на оние кои што имаат потреба, значи идолите ги спомнавме како пример, нели, кои што немаат ни очи. Меѓутоа, еве, гледате како и храната делува. Поголемиот дел од современиот свет е перфектно уреден за пасивно примање и прифаќање на наредби од диктаторската елита. Видите со кои цели сето тоа се користи. За да бидете послушни на креаторите на новиот светски поредок, кои што е овде се спомнати како диктаторска елита. И храната, и сето тоа е подготвено од непријателот, пред се од ѓаволот. Ние со таа пониска природа не можеме да се справиме, цело време тоа го повторуваме, самите нема шанси. Потребна е преобразба, потребно е наново раѓање, потребен е допир од небото, тој допир на милоста. Сами немаме шанси. Некои, да речеме, обиди наши со тоа што правиме, тоа е добро, значи не велам дека не е, да не ме свати погрешно, да изоставиме нешто од исхраната, кој што е штетно, тоа е добро, меѓутоа со тоа не можеме да го победиме изопачениот апетит. Тоа се само наши, можеби, човечки обиди. Ако тоа е потикнато од Духот Свети и од силата на Духот Свети, ако делува милост на нас, тоа е во ред. Меѓутоа најчесто не е така. Потребно е тоа делување од озгора. Милоста Божја единствено може да помогне да направи трансформација на нашиот ум. Што вели во Римјаните 12 глава 1 и 2. Еве да привршиме со некој текст од Библијата. Римјаните 12, 1 и 2. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновување на вашиот ум, за да можете да дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Тоа е целта Божја, да бидеме водени од разумот, преку совеста, делувањето на Духот Свети, да можеме да ги ставиме под контрола тие ниски страсти, желби, апетит и така натаму. Само така можеме да успееме. Ја би сакал да прочитам само еден дел од на крајот од Патријарси и пророци, книгата која што почнавме да ја проучуваме во петоците и наистина верувам дека ќе ни биде од голем благослов.
За Исав. Зошто како пример го земам Исав, треба да ни е јасно, нели? Да, не го интересирало првенството. Не го интересирало посебно таа духовна страна од благословите што може да ги прими како првенец. Тоа е точно. Меѓутоа, и бил наклонен да им попушта на своите телесни желби, кои ништо не се стремел толку колку кон слобода да прави што му се допаѓа. Како што денеска живее популацијата во светот. Според неговото сваќање, среќата се состоела од богатство, моќ, веселба и уживање во наслади. Затоа и паднал, така како што паднал, па му го продал првенството на Јаков, на Исак. На Јаков, да се извинувам, на брат му. Се гордел со неограничената слобода на својот див скитнички живот. Океј, тоа не е толку битно, но во овој дел има интересен цитат. Поради својата рамнодушност кон благословите и кон Божите барања, Исав во Библијата се нарекува опоганец во Евреите 12:16. Тој ги представува сите оние што малку го ценат откупот стекнат со Христовата крв и кои се готови да го жртвуваат своето небесно наследство за поминливи земни интереси. Понекогаш и за нешто што е вид на храна. Голем е бројот на оние што живеат само за овој свет, без никаква грижа и мисли за еднината. Тој бил таков, воопшто не мислел за еднината. Гледа само денеска да му е убаво, да се проведе добро. И тие велат како и Исав да јадеме, да пиеме, зашто утре ќе умреме. Тие се робови на своите склонности и наместо да се вежбаат на само откажување и само контрола, кој што е нели толку битна, тие побргу се откажуваат од она што има вечна вредност, кога треба да се бира или да му се попушта на изопачениот апетит, или да се добијат небесните благослови, ветени само за оние што се откажуваат од самите себе и се бојат од Бога, тогаш правенство му даваат на апетитот, а небото и Бог речиси се занемаруваат. Колку има такви дури меѓу божемните христијани, кои се оддаваат на задоволства, кои се штетни за здравието и кои ја умртвуваат чувствителноста на душата. Нив ги навредува кога ќе им се укаже дека должност им е да се воздржуваат од секое валкање на телото или духот, за да ја усовршат светоста во Божиот страв. Тие увидуваат дека не е можно да се обезбеди небесно блаженство, а во исто време да ги задржат своите штетни уживања, и бидејќи патот кон вечен живот е толку тесен, тие се одвраќаат од него. Илјадници има такви кои го продаваат своето право на правенство за сетилните уживања. Здравието се жртвува, умните способности слабеат и се губи небото. И сето тоа поради едно моментално задоволство, поради задоволство кое човекот и го слабее и го понижува. Како Исав што се разбудил и лудоста на своето брзо плето сторена за мене и увидел дури тогаш кога било премногу доцна да се отстранат нејзините последици, така во денот на Божиот суд ќе биде и со сите оние кои небесното наследство го заменуваат за себично задоволување на телесните желби. Моја молитва и моја желба е да не биде вака со нас, да не бидеме ние Исав, туку со Божја помош, со преобразба на нашиот ум, да го победиме тоа големо зло, ќе кажам, апетитот. Тоа е борба со самите себе. Тоа е жестока борба. Јас самиот можам да потврдам дека периодот кога држев од тука и здравствени предавања, така и живеев. Тоа ми даваше и поттик да зборувам. Меѓутоа, еден период после тоа не беше така и ќе кажам сега и се уште не е така. Тоа е борба, навистина. Да се расте нашето јас, да му се предадеме на Господа, тоа е борба. Но тоа мора да го направиме ако сакаме да влеземе во Ханан, за кој што ете пееме. Уморни сме, можеби сме уморни, но трката уште не е завршена, целта е се уште пред нас, да заборавиме, како што вели Павле, на она што е за нас, на нашите падови и неуспеси, и гледајќи во Христа, да одиме, да трчаме кон целта. Фокусирани на Христа. Да не му дозволиме на ѓаволот на било кој начин да не дефокусира. Еве како што видовме, тоа го прави и преку исхраната. На многу суптилни начини. Да не дозволиме да
така биде со нас и Господ нека ни е на помош, што друго да кажем. Слава нека му е нему за сите овие информации, ова богатство на вистина и на вистини и на совети кои што не ги открил и преку Библијата, но и преку списите на Елен Вајд, па и преку овие нови модерни средства на информирање.